Време е за темата на денот. Токму така добро дојдовте уште еднаш на некои точно 20 минути по 8 часот, некои 25 целзиусови степени во Скопје во овој момент. Отвораме една актуелна тема односно туризам. Дојдовен туризам, какви се статистиките? Имаме некои информации дека за 2,6% ја зголеме бројот на туристи од минатата година, односно зборуваме за референтни вредности од месец мај, меѓутоа за 1% пак се зголемени ноќевањата, бидејќи постои разлика, меѓутоа за сите детали ќе ни ги предочи господинот Владко Сулев, председател на Националната асоциација за дојдовен туризам, организација која активно работи на развојот и меѓународната промоција на македонскиот туризам и како што господинот Владко рече, не се откажуваме. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Еве на почеток, каква е досегашната туристичка сезона во земјава, што покажуваат бројките за странските туристи, за ноќевањата? Ние кажавме нека компарација, меѓутоа вие дефинитивно, ако се земе предвид и целата ситуација која што имаме во светот, навистина овие бројки треба да ги земеме и да бидеме благодарни што ги имаме, навистина да се направи раст во оваа ситуација, пак ќе кажам која што е навистина успех, така да мислам дека и тие бројки, и сум сигурен дека ќе бидат доста повисоки, ако не се случише тоа што се случи и уште за жал уште не завршува никако. Туризмот е доста сензитивен и цената секогаш ја плаќа како сектор. И можам да кажам дека најголем дел, најмногу пострадаа во месеците мај и јуни, април, мај и јуни, посебно азијските пазари, затоа што во најголем дел тие пазари ги користат авионските компании од заливот. Така да во тој дел Македонија мислам дека можеше да покаже подобри резултати. Од кои земји има најмногу интерес за Македонија? По последните статистички податоци, на прво место се гостите од Турција, исто така втори се германците и сите други националности. Голем удел има, мора да напоменеме дека пристапноста на дестинацијата. Македонија станува се попристапна дестинација благодарение на новите авионски линии и тоа има влијание. Ќе видиме сигурно и во следните статистики, ќе има зголемување на бројот на шпанските гости, ќе има зголемување на бројот на италијанските гости. Пристапноста на дестинацијата е многу важна за да имаме ние туристи од некоја држава и тоа за среќа се движи во многу убава насока и би ги охрабрил да се продолжи во таа насока. Каде најмногу туристи имаме во земја? Во Охрид останува на место број 1? Па нашиот бисер, Охрид е нашиот бисер, вака, значи Охрид е дестинација, туристичка дестинација која што ние целиот туризам навистина треба да го базираме на тоа што го имаме, како што една Хрватска го има Дубровник, една Црна Гора го има Котор, ние го има Охрид, тоа е нашето богатство но не е само Охрид. Значи Скопје каде има најголем потенцијал од тие најнеистражени места? Искрено во последните години имаме голем раст во винскиот регион и тамо треба посебно во секундарна туристичка инфраструктура да се инвестира. Ние виното е исто приказна. Едно гастрономскиот концепт за Македонија е шансата која што треба да искористиме, заедно со автентичните искуства кои што јас секогаш ги напоменувам. Ние сме дестинација, културна дестинација која што треба да продава софистициран културен туризам, надограден со нашата автентичност и гостопримливост. Тоа е нашата шанса и ние треба да искористиме. Значи, културниот туризам не постои држава на друго место на толку мала територија да имате патување низ историјата, со толку значајни културно-историски споменици. Тоа е главниот момент кај што ние треба да надоградиме и уште еден момент да не го заборавам е исто така активниот туризам, затоа што светските трендови работат значи за нас. Едното нешто кое што сакаат денешните гости интеракција со локалното население, а другото нешто кое што е важно на начинот на кој што живееме е да бидеме активни. Македонија е 70% планинска држава, имаме прекрасни планини, планински масиви, имаме потенцијал, веќе имаме успешни приказни кои што треба да ги надоградиме, фрирајд скијањето на Попошапка, додека да ги средиме скијачките центри за обичните скијачи, можеме да се насочиме во тоа што може побрзо да го сработиме и да ни донесе резултат. Фрирајд скијањето е одличен пример како може нешто да се мултиплицира и да ни донесе ефект. Од целокупната понуда која што ја дава Македонија како туристичка дестинација, што е она што најмногу ги привлекува туристите?
пак ќе кажам, ќе се повторам во делот посебно за гостопримството. Нашето гостопримство Останува број еден, значи, да, без разлика која дефинитивно тоа е дестинација. нештото што им остава најголем впечаток. Нормално е денешниот турист очекува дека нивото на квалитет на хотелското сместување, на превозот, на професионалноста на водичите мора да биде на високо ниво. Тоа е стандард кој што мора да се исполни. Но нештото кое што тие го носат со нив назад, тоа е интеракцијата со локалното население. Кај нас се уште ние знаеме да отвориме нашата куќа за непознати, да го споделиме тоа што го имаме и тоа ги фасцинира. Верувајте, тоа ги фасцинира. Ајде сега и за предизвиците. Кои се најголеми предизвици во овој сектор? Убавата работа е што моментално јас цело време зборувам дека треба да учиме од искуствата на успешните туристички дестинации и тука најмногу ја земам како пример Словенија. На нас не е потребно да изградиме систем. За да изградиме систем не е потребна стратегија која што во моментот се подготвува. Стратегија која што ќе ни даде пат да се движиме сите заедно во една насока и тоа е првото нешто кое што во таа стратегија се надевам и сум убеден дека ќе бидат имплементирани сите работи кои што ни требаат. Почнувајќи од промоција, значи нема туризам без сериозна промоција, работиме во таа насока и се надевам ќе таргетираме пазари и ќе имаме туристи кои што ќе донесат додадена вредност, затоа што не се само важни ноќевањата. Важно е тие туристи колку трошат. Важно е колку ќе остане во нашата економија, затоа што туристичкиот продукт е комплексен и тој храни 15 други дополнителни индустрии. 1 евро потрошено во туризмот се мултиплицира пута 3. Така да, значи, промоцијата, да работиме на производите, значи, да работиме со нашите сограѓани кои што се заинтересирани, посебно во делот во агроекотуризмот. Исто така да направиме мерки за подобрување на квалитетот и за подобро економско работење. Знаете, ние одржливост се уште кај нас се разбира како нешто дека ние треба да потрошиме дополнително. Не. Одржливост значи по-ефикасно работење. Значи, ако вие направите програми, посебно јас во делот на сместувачките капацитети кај што ги познавам трошоците, најголем дел од трошоците се за електрична енергија. Ако можете вие со одржливи пракси да им помогнете да направиме програми кај што тие ќе можат да бидат енергетски поефикасни, тие средства колегите ќе може да ги пренаменат во едукација во туризмот, хардвер и софтвер се луѓето. Така да би отвориле ресурси и би ги пренамениле ресурсите за луѓето, затоа што луѓето се тие што во туризмот се клучниот елемент. Така да во тој дел, значи како што кажа, и развој на производот, стимулирање, правење на програми во делот на ако за винариите да имаат да изградат приемни простори за дегустации, за агроеко фамилиите да може да пречекуваат гости, значи да се направат програми кои што ќе го збогатат туристичкиот продукт, затоа што еве пример ќе ви кажам. Словенија има преку 1000 агроеко туристички искуства. 1000. Тоа се 2 рудници. Значи, по 500 луѓе има вработени во еден рудник. 1000 фамилии. Во Македонија не знам дали имаме ни 30 активни. А каков е нашиот потенцијал? И тоа треба да го искористиме. И сега вие веќе спомнавте дека активно работите на промоција. Каде го ставате фокусот како национална агенција за дојдовен туризам? Каде најмногу сакате, од каде најмногу сакате да привлечете туристи? Минатиот период промоцијата е доста, значи не може one size fits all. Значи секоја година буквално имаме различен фокус. Така да минатата година беше ставен фокус на Скандинавија и ги посетивме во 2 наврати, прво бевме во Шведска и во Данска, потоа бевме во Норвешка и во Финска. Оваа година ќе биде ставен акцент на германските пазари, затоа што гледаме дека бројките растат и имаме како асоциација некои подпишано меморандуми со германски асоциации, ќе есента веќе планираме активности кај што ќе работиме со германските. Ќе имаме скоро потврдено е присуството на VTM Лондон и се надеваме, очекуваме да биде исто потврдено присуството на Македонија, што би било доста иновативно досега на ITB Азија, затоа што Македонија треба да ја позиционираме како портата за влез на Балканот и Европа, така да сега моментално сме задоволни како сектор од соработката која што имаме со институциите, се надевам таа ќе се надогради. Па бога ми фино целите. Тука сме да ја следиме вашата работа, благодариме за издвоеното време утрово и за сите одговори. Ви благодарам.